Ниските температури и остатоците од снег и мраз по улиците не предизвикаа посериозни проблеми во источниот регион. Незначително е зголемен бројот на скршеници со оглед на опсегот од 20.000 пациенти во регионот. Ако претходно на ден се превувале 1 до 2 граѓани со скршеница, сега таа бројка се движи од 3 до 4 пациенти на ден. Една од посериозните повреди е скршеницата на колкот, за која во најголем број случаеви е неопходен и оперативен зафат. Најчесто скршеница е скршениците околу рачниот зглоб, така наречена подлакницата близу до рачниот зглоб, така наречена скршеници на типично место. Тоа е една нормална појава, бидејќи при паѓањето луѓето прво ги испражуваат раците и паѓаат на нив. После тоа други скршеници има во пределот на лактите. Понатаму заземат место повредите во предел на скочниот зглоб и така натаму поред, значи доаѓа скршениците на колковите, што е многу посериозна работа отколку овие. Лекарите со препораки до граѓаните за поголема внимателност при излегување од дома, особено по возрастните лица, на кои им се препорачува да не излегуваат во вечерните часови поради ниските температури и мразот на улиците и тротоарите. Внимание при одењето, осем она што се институциите задолжени да ги очистуваат патеките, треба да се внимава сепак како се оди, каде се гази, соодветни обувки, што е исто така многу важно. Тоа и да не бидат луѓето изложени на непотребни излегувања по вакви времиња. Исто така при скршеници лекарите советуваат поголемо внимание да се обрне низ храната, особено внесување витамини и минерали. Калциумот е еден од важните минерали, затоа што има клучна улога во здравјето на коските. Поради тоа, консумирањето на доволно количество на калциум е важно и за правилно функционирање на целниот организам. Калциумот најмногу е застапен во млекото и млечните производи, како јогурт, сирење, кашкавал и изварка. За подобра апсорбција на калциумот, потребно е да се внесува и доволно количество на витамин D.